Рисот е топ предатор, нели, на врвот на синџирот на исхрана и со самото тоа неговата бројност е нели помала. Со сите животни кои што се исхранува во таа трофичка пирамида, како што се вика, сите животни кои што се под него се фактички со поголема популација, нели? И со самото тоа сите предатори, не само рисот, еви волкот, ќе го земам како пример, секогаш се во многу помала бројна состојба. И рисот, како и другите топ предатори, во Европа тоа е волкот на пример, имаат улога да ги регулираат популациите на главно на копитари, тоа се срнечки дивеч да кажеме, и ете зајци на пример. Но исто така, нели, за да не се пrenамножат, доколку тие се пrenамножат понатака може да направат на пример штети на посеви или на дрва или на нели сето тоа со кое што се хранат тие. Тоа е едната улога, другата улога е контрола на така наречени мезопредатори. Мезопредатори се сите оние, на пример, месојадни животни кои што не се топ предатори, кои што не се на врвот на трофичката пирамида, туку се под нив. На пример, ви ја спомнал лисицата или куната. Криволовот, значи дури 1 до 2 единки да бидат подлежни на криволов во текот на една година е сепак огромна бројка со оглед на тоа што се работи за премногу мала популација од 30 до 40 единки на цел југозападен Балкан. Уништувањето на хабитатот, значи рисот е шумско животно и прекумерен лов на неговиот плен, како што е срната на пример, се секако се уште актуелни закани. Меѓутоа во последно време, во последните 2-3 години, можда и повеќе, 5-6 години би рекол, видовме уште една закана која што не беше идентификувана до сега, а тоа е се поголемото присуство на диви кучиња во неградските средини, значи во руралните средини. Доколку има одредени градежни активности на некое од тие места, што секако е нели територија на некој од рисовиве, тогаш автоматски значи дека тоа ловиште не е достапно за нив. Што значи дека се намалува и шансата за нивна исхрана и како што кажав, за женките со млади може да биде погубно. На местата каде што не се предвидени виадукти и тунели, тоа значи дека пресекува нели погодни хабитати за живот на шумските животни, не само на рисот. Тоа значи дека би требало таму да бидат изградени зелени мостови со цел да се овозможи преминување на популациите, значи на единки од една на друга страна. Таков е примерот со автопатот нели Кичево-Охрид. За среќа во поголемиот дел од патот, 2/3 можам да кажам од патот, има доста виадукти и еден голем тунел од 3 км кои што возможуваат сепак поминување. Меѓутоа понатака, практично на самиот завршеток на планината Караорман, кај село Ботун и пресека, не е предвидено ниту тунел, ниту виадукт, заради тоа што теренот е прилично израмнет и нема потреба од такво нешто. И тука сметаме дека треба да има барем еден зелен мост со ширина од околу 200 метри. Доколку се изгради веќе автопатот или доколку е во понапредна фаза на изградба, како што е сега, сето тоа би коштало повеќе. Меѓутоа, државата наша не размислува на тој начин, не размислува на тие проблеми кои што настанале, а не треба да одиме подалеку, треба Хрватска, која што на патот Сплит-Дубровник, мислам дека и Загреб-Сплит има изградено десетици такви зелени мостови кои што возможуваат непречено движење на животните. Да, секако, значи како што спомнав претходно, 15 години веќе работиме на заштита на вулканскиот рис и секако дека сме дошле и до докази, значи и дури и до луѓе кои што при интервјуа си признавале дека некогаш нели имале криволовено, меѓу другото и рис. И во последно време имаме докази и фотографии од такви случувања и сметаме дека една од главните работи зашто не може да се сузбие оваа закана е тоа што нема доволно спроведување на законот. Значи, законски рисот си е заштитен уште од 49 година, меѓутоа до сега, од 49 до 2020 година, нема ниеден случај на човек да бил казнет заради криволов на рис.
Луѓето кои што се поприлично моќни и се на некоја функција, многу подрско се однесуваат со злоупотреба на нивната должност и со злоупотреба на законите. И тие се осмелуваат да утепат риск. Например, Марко, кој што беше утепан уште во 2011 година, се уште го носеше својот околувратник. Беше утепан во национален парк, значи заштитено животно, утепано во рамките на национален парк, што е забранет лов, со околувратник. Значи колку дрзок треба да си за да можеш тоа да го направиш. Значи тоа не може во наводници пак ќе кажам обичен човек да го направиш. Значи дека сепак тие луѓе се осмелуваат заради тоа што или имаат грб, значи или имаат врски или се на некоја поголема функција. Правејќи муабетите со ловџиите, со ловочуварите и со концесионерите на ловиштата, сметаме дека и гледаме дека стварно и луѓето имаат право. Недостасува број на инспектори во државата. Значи се работи за еден инспектор на огромно подрачје, кажеме на четвртина од држава има еден инспектор што опфаќа многу ловишта, например, и национални паркови. И тој не може едноставно да постигне со самото тоа. Инспекторите играат клучна улога во, како што кажав претходно, спроведување на законите. Тие треба да се, да кажеме, двигатели на сето ова. Да, во последниве 3 години имаме одлична соработка, морам да кажам, претходно не беше толку добра. Имавме многу активности не само во рамките на паркот, туку и средби со соседните заштитени подрачја од Косово и од Албанија и се оствари така многу добра соработка, размена на искуства, а и мониторингот на терене на високо ниво сега, значи. Ја имаме нивната поддршка, меѓутоа со самото тоа што тоа Министерство за животна средина и просторно планирање не котира високо во сите министерства и не им се дадени премногу ингеренции, не се слуша нивниот глас премногу, морам да кажам и морам да се пожалам. И тоа било во сите влади до сега, од самото постоење од 90-тите. Не може да се реализираат некои работи кои што се на државно ниво, како што, например, да се ратификува акционен план, државен акционен план за заштита на рисот, регионална стратегија која што ќе биде и други соседни држави, Албанија, Косово, Црна Гора. Програмата за закрвнување на балканскиот рис е регионална програма, значи не се работи само во Македонија, се работи и во Албанија и на Косово. Во еден момент и Црна Гора ни беше партнер, мислам невладена организација Црна Гора беше партнер, така да се што се работи партнерски. Имаме поддршка од германска невладена и од швајцарска невладена, експертизата значи доаѓа и од тамо. Така да на тој, да кажем, невладен сектор, нели, решено и е супер соработката. Меѓутоа, меѓудржавно има многу простор за подобрување. Сега најново што се случи, што претходно кажав, е соработка помеѓу пограничните заштитени подрачја и многу сме среќни што тие размени искуства и што се волни да соработуваат понатака. И тоа мислам дека следен чекор во подобрување на меѓуинституционалната соработка помеѓу заштитените подрачја. Дај Боже, Шар планина и од македонска страна да биде прогласена за национален парк, тоа ќе биде едно од најголемите прекугранични заштитени подрачја можеби во Европа. Значи правиме муабет за Шар планина од косовска и од македонска страна, заштитеното подрачје Кораби од албанска страна и националниот парк Маврово формираат огромно заштитено подрачје што е секако добре дојдено за балканскиот рис.